Ето. Али ја немам, ја лично Едниот ми е немам. братучет, кој што пред некое време разбрав. Зоран Љутков. Да, Зоран и Златко Љуткови. Од кај се се? близнаци Како од се Велес. братучеви? И не си ги знал? Да, не сум ги знал. Ова е сторија за во свет. Братучет. На телефон ми се јави, на телефон Зоран Љутков. Здраво, Ти Зоран кажи. Љутков. Кој си ти бе? Кој си ти? Не, кој си ти? Кој си ти? Уште се нема официјално запознаено. Ете го ситкомот, што се? Да, Тоа може да биде почетокот. Има уште еден што не го знаеме, нема ни фотографија, ништо. Разбираш. А ти имаш Facebook? Имам, А, има. да, и чисто Што мислите вие за ова, а он Јас повеќе го користам. па не ли е тоа малку екзибиционизам, чекај малку Ја го користам Фејсбукот како Не Skype. мислите дека зашо не сликате? Да, ти текне на камера. Видиш како Skype си го Како користам. Skype си Тоа е го интересно. користаме с Фејсбукот за комуникација, само на другото фрлам се што постои од страна. Видиш? Играј покер. Ајде мала пауза, дај дали знаете да видиме. Има една рубрика што се вика дали знаете. Пушти ми Тоци музика. Да, тонот. Ето го. Ова е тон. И вака вели, дали знаете дека има и актерска зајманци. Дали знаете дека ако на Чак Норис му направиш лоша финта некоја од типот иди види дали се таму, ќе те најде и таму. А ти знаеш ли дека Чак Норис може да направи снешко од дожд? Имаш ти некоја? Има. Не ги знам ја за Чак. За Чак Норис? Чак Норис снима филмови од дома. Ич не иде на сет. И пази еве ти за актрис. Чак Норис требало да го глуми Джек Бауер во 24. Арнолд го спасил председател за 10 минути. И продуцентите мора да се извини, Чак. Садерлен. А знаеш ли за Джек Бауер? Не. Како чита книга? Не чита книга. Ја тепа додека не му признае. Зборуваме за телевизија, Лиличи Љутков. Како вие гледате на вашите ТВ ангажманите, јас спомнам Како се презиваш ти, извини? Димитриевски. А, Димитриевски, добро. Значи имаме Кажи Димитриевски. Да. Скиовиќ. Скиовиќ. Пак не иззаве. Тоа е Балкан умало. Од кај ти се корените од Србија? Мене? Да. Јас сум роден во Скопје, во Македонија. Мајка ми е стара Скопјанка, а татко ми е од Србија. Е, Јас те сум ги најавме. Мелес. А ти бе? Сандалски. Рацин. Како гледате значи Брашна на панка. ангажманите? Пример, спомна Сашко Сашка, не знам, Дејан ги има ушто нема, не знам, на телевизија од водител до Да, да. играл во серии, не знам, како се гаше на Торпедо под Торпедо. Торпедо. Јак беше. Страшно. Пукај. Пукај. Кажи ми. Зашто пукај, бе? Кажи пукај. Абе, пикам како? Кажи пукај. Како се торпедото, како? Пукај, бе. Мислам, дај пукај, молим те. Си инсистираше на тоа? Значи, не знам, се секават, како не се секават, но ме тоа Секават, квизот, да. кај шо, Да, торпедо. Торпедо, да. Дејан требаше да вика, пукај. Пукај. Цело време пукај. Многу беше лошо сите. Пукај. Пукај. Страшно ме може, да. И со капата како оној Видиш, ево. Байрон Байсон од Street Fighter, ти секне на тој лик. Не знам, се скаравме сега малку со телевизиите, долго време без ангажмани таму. Тоа значи дека се подобри ситуацијата во бе? театрот. Во театарот се подобри многу ситуацијата, ама се влоши многу во телевизиите. Пак зборувам во однос на играната програма. Да, јасно. Во Тоа однос ни е на една тоа. болката. Да. Значи, Друго има. неколку обиди. Спор да не неаме случајно. Неколку Од француско рагби имаме до голф. се. До снукер. Да, баш така. Неколку обиди, видов дека тоа не функционира. Премногу се трошиш во тоа, освен сега да не зборуваме финансиска надокнада дека е многу мала, квалитетот е многу слаб на тоа што се прави. Така да мене некогаш ми е поважно да има совршен квалитет. Со тоа ќе дојдат и финансиите ќе пораснат, отколку да одиме да ги собереме парите и да направиме некоја Мин. во принцип има доста глумење во игра во водителството, ако е тоа добро организирано и со проби. Значи ако е договорено. Кај нас за жал се инциденти. Мене ми беше многу тешко, поготово за Евровизија сега 3 вечери. 3 вечери поред. проби? Значи некои минимални, ама всушност телевизијата гледа едно, а во салата се случува друго. Ти тоа не го знаеш. И 3 вечери треба да се снајдеш. Буквално е тоа снаоѓање.
и не е благодарно воопшто да се работи на тој принцип. Затоа многу се плашам од водителството. Има, треба, Не сум знаеш, баш сигурен дека- искуство треба да Како збереш кажа, и... како кај опра. Да. Се плашам. Се плашам сериозно. Нема да се плашиш. Страшно е некогаш. Треба да знаеш кога те следи камера и како те следи, затоа се потребни тие проби. Мислам, не треба да се прават карактери како во театар или како на филм, но ако знаеш дека имаш универзална сала, која е прилично мала сала во однос на некои сали и на Балканот, па и да кажеме во Европа, ако знаеш што следи телевизијата и што треба да следат гледачите во салата, можеш да го направиш тој спој. Ти требаат проби, ти требаат искуство, ти треба, значи, начинот на мислење на телевизијата и начинот на мислење на жива публика во сала или во студија. И таа спојка треба да се направи добро. А инаку, баш со Зоки пред можда месец и пол два правевме муабет апропо такви некакви ангажмани. Баш сме така, и јас и тој сега у период кога сакаме, ама некој квалитетен проект да излезе. Значи нешто е стварно квалитетно, нешто што Да со ентузијазам да го направиш, да се вложиш. Така да можеш да се спремиш. да, не мора да биде се тоа, посветиш. Значи да не е инцидент. значи без разлика дали е квиз или некоја забавна емисија, дали е нешто што е, ама да му се посветиш и да биде тоа навистина добар проект, изнесен проект. Само се глупо да ве прашам, ама колку има проекти што ги работите чисто занатски? Да го изработам ова, Аха, дали имало такви работи? Има ли, да. Имало, нешто мене ми се така, случило и јас сум сигурен дека на секој актер му се случило, ама знаеш од кај доаѓа се до тоа? Доаѓа од другата страна, пошто другата страна која те ангажира, кога гледаш дека и таа занатски take money and run е муабетот, ти не можеш да се бориш за проектот скроз. Колку што можеш вложуваш да ја оприш работата, но не можеш сам да ја наметнеш ако не е твоја поидовна идеја. Лошото е што актерите и водителите се изложени за да се види кај нив неуспехот. Значи ако продукциски не е добро средено, никој тоа не може може да се рече, покрие да, така. да. Ако е take Описано and гледаш run, кој ќе рече, продукција е многу лоша. а ти ако дојдеш се појавиш, ја бе ова да го сработам и да бегам, кај тебе ќе се види тоа? Да. И секогаш сме во таа ситуација да кажеме малку е, така е, ама морам да го сработам како што треба. Така е, нема друго. И знаеш, во тој момент, кога го работиш тоа, едноставно се оставаш комплетно цела енергија да ја дадеш, за да изгледа тоа како што треба да изгледа. Тие проекти најмногу изморуваат, без разлика дали се кратки или долги. Да. Управо си. Што има друго еве да им предложиме на луѓето да гледаат у драмски, што се игра во моментов? Си игра Александар, си игра Кинегонда во Каралалент. Да, тоа е супер. Одлично. Многу. Не гледаш. Не гледаш те? Смеење, солзи. Така. Достаток од термини. Да, Има многу представи кои што долго време се држат на репертоар затоа што публиката ги гледа, а во неделата имаш 7 дена. Еден мора да пише. Па Кандид колку играше? Играше на 8 години. 8 години играш. Колку имаш 80 изведби 100? Да, до 100 кога дојдовме, мислам дека Колку се представиш би што сакале стигнале да до го толку? Па нема многу представи, нема многу представи. Буре барот е Представи сите се тука 80 100, освен Солунски патарди Таа има 400, околу 400 околу изведби. 400 изведби. Тоа е како рекордот, да? Да, отприлика. Да, така, да, ми се чини дека Таа е е 30 и нешто години на сцена. Така, окей. Значи Александар, Љутков, Зоран, Лилич, Дејан, Ѓорги Јоневски, Бранко Ѓорчев е тука, Јелена Жујич, може да ја гледате во драмски, фала многу што дојдовте, тебе беше мило што имам момци во оваа емисија. Оставија. Не. Ова му е изнаширан. А што е дека има диджеј? Смена, толку му трае песната, разбираш? Смени тој. Ако затвора мустаки, сама ќе се смени. Сакаш пак добро? Ајде пробај. Ајде. Дај уште едно, што си? Тоа ти молим. Ајде, брати. Значи ова све ништо не се чути не збори. Дај молим те смени ја тоа си. Смени. Гледаш, функционира. Функционише така. Океј, тоа е тоа. Се гледаме и на недела 22.